Алехандра нема документи, а работи на фарма во Калифорнија. Таа не сака јавно да го покаже своето лице или да го сподели презимето, бидејќи се плаши од депортација. Вели дека била на пат кон работа кога агентите од имиграција и царина, или АЙС, почнале да собираат мигранти без документи низ градот Бейкерсфилд. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día... Беше вторник кога почнаа со рациите, а во средата не излеговме бидејќи бевме исплашени. Слушнавме и видовме цел ден дека имиграционата контрола беше многу активна. Тие беа на клучните места низ кои требаа да поминат сите земјоделски работници. Последниот ден не отидов на работа бидејќи се исплашив. Председателката на синдикатот на фармери Тереза Ромеро изјави дека 20 нивни членови биле приведени. The farm workers that were deported have been here. Работниците на фарма кои беа депортирани овде работеа 15-20 години. Не се казнети ниту за паркирање. Тие беа запрени на улица. Додека администрацијата на Трамп вели дека првите собирања на илегални имигранти се фокусирани на осомничени криминалци, главниот на американската царина Том Хоман вели дека тоа е само почеток. Ке видите повеќе апсења. Јасно кажав, ако сте во земјата илегално, се може да се случи. Жителот на Бейкерсфилд Джеймс Милер вели дека депортациите може да создадат недостиг од теренски работници, но агентите мора да го спроведат законот. Мислам дека е погрешно толкувањето дека тие ќе упаднат во училиштата. Имаат работа и треба да ја завршат. Дали тоа ќе влијае на нас? Веројатно. Друг жител, Джейпи Авалос, вели дека економското влијание овде може да биде значајно. Ќе видиме за 2-3 месеци кога ќе ги избркаат латиноамериканците, колку чини вашата храна и што ќе направите вие за да го добиете тоа. Во соседството, округот Вентура, исто така се забележени реакции за илегалната имиграција под новата администрација. Повеќе од 80% од жетварите овде се мигранти без документи, според проценките на непрофитното биро за фарми на округот Вентура. Морин Мекгваер е директорка на бирото. Работниците на фарма кои беа депортирани овде работеа 15 до 20 години. Не се казните ниту за паркирање. Тие беа запрени на улица. Не е дека имаа потерница против одредена личност. Беа запрени од неозначени возила во моментите кога се одеа дома од работа. Алехандра вели дека се вратила на работа берејќи моркови неколку дена по рацијата, но се чува себе се и нејзиниот син роден во Америка, надвор од јавни места, со надеж дека ќе ги избегне агентите за имиграција.